Дел од јавните институции во градот немаат пристапни рампи за да бидат достапни за лицата со телесен инвалидитет. Ниту пак сите тротоари од постоечката инфраструктура се адаптирани на потребите на оваа група граѓани. За обезбедување на целосна пристапност и отвореност на сите установи за граѓаните потребен е сериозен финансиски зафат, а општината во моментов не располага со такви средства, вели градоначалникот Максим Димитриевски. За сега целосно пристапна е само ново изградената инфраструктура. Што се однесува до изградба на пристапни рампи во сите јавни институции, немаме пристапни рампи во сите јавни институции. Тоа е сериозен финансиски зафат. Бидејќи има голем број на училишта кои што немаат пристапни рампи, се обидуваме во рамки на расположивите буџети, таму кај што самите училишта имаат такви средства да изградат, по примерот на гимназија Гоце Делчев, Техничкото училиште, Економското училиште и неколку основни училишта. Во однос на јавната инфраструктура имавме активност некаде пред неполни 4 години за спуштање на дел од тротоарите на Трета Македонска и на 11 октомври, што поприлично лошо изгледа. И доаѓа и до уништување на веќе постоечката инфраструктура со таквото раскопување и импровизација. Секаде каде што се изведуваат и градат нови улици, секаде се спуштаат согласно стандардите за употреба на лица со телесен инвалидитет, а што се однесува до онаа што е постоечка инфраструктура, тоа ќе биде еден цел процес. Разговараме со Сдружение на инвалиди, да додаваа некои предлози, но дефинитивно општина Куманово тоа не може да го стори во овој момент, бидејќи не располага со такви средства. Видите, да спуштите еден тротоар на една раскрсница, треба да раскопате од 8 страни. И тоа што веќе го има изградено и постои, а е дотраено, треба да го уништите за да можете да обезбедите такви дополнителни рампи за пристап, кои што можат да бидат функционални, но визуелно за жал не изгледаат убаво и доаѓа до уништување на тоа што веќе е изградено. Така да сега во оваа фаза со овие расположиви средства само сме во можност да градиме вакви пристапни тротоари, рампи за лица со инвалидитет во дел на изградба на нова инфраструктура, што впрочем тоа и го правиме. Општина Куманово ги известува граѓаните дека во согласно со сопствениците за потребите и процесот на реализација на проектот изградба на атмосферска канализација и реконструкција на улицата Моша Пијаде, парцелите на потегот од објектот на детската градинка Ангел Шајче кон крстосницата со кружен тек кои се неизградени, ќе се користат за одложување на материјал кој ќе биде вграден согласно проектот. Заради тоа потребно е да се стабилизира и уреди земјаната површина на парцелите со употреба на локални материјал. По завршување на градежните работи, парцелите ќе се исчистат и ќе се вратат во претходната состојба од страна на изведувачот. Исто така се известуваат граѓаните дека во наредниот период ќе се отстрануваат постојаната асфалтна конструкција и ивичниците по целата ширина на улицата и дека пристапот за возилата на потегот од улицата 100 до кружниот тек ќе биде отежнат, се до обезбедување на услови за повторно нормализирање на состојбата. Ова е неопходно заради намалување на ризици за безбедност при движење на граѓаните и возилата, како и заради безбедно и непречено извршување на градежните работи, се вели во соопштенијето од општина Куманово. Полициски службеници вчера лишиле од слобода 26 годишен кумановец бидејќи во продажен објект на улицата Иво Лола Рибар, собственост на 40 годишен кумановец, се заканувал кон вработени и со употреба на тврд предмет го оштетил објектот, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните.
Во организација на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, вчера вечер во Центарот за култура беше отворена 22-та изложба во рамките на БИМАС. Биеналето на македонската архитектура е водечка манифестација на асоцијацијата која веќе со деценија ја представува современата архитектонска сцена во земјата. Се одржува на секои 2 години во форма на 15-дневна програма, исполнета со изложби, предавања, трибини и културни настани. Како најзначаен архитектонски настан во Македонија, БИМАС обединува архитекти, студенти и љубители на архитектурата од земјата и странство. Централен елемент е биеналната изложба, преглед на најзначајните реализирани проекти и идеи во изминатите 2 години, изложени во соработка со музејските институции низ државата. Значи, ова е традиционална 22-та изложба БИМАС, што се организира од страна на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, каде што се организира на 2 години и во периодот од тие 2 години, кои се во творештвото на архитектите од Македонија, дали во државата или надвор од државата, се реализираат или конкурсни трудови, се даваат како, да кажеме, предмет за оценување, реализација и изложба за тој период за кога се организира изложбата. Значи, ова е 25-та година е организирана во Скопје, доаѓа во Куманово, тука се сите наградени трудови кои што биле присутни, односно добиле награда од специјалното жири кое што е формирано од страна на асоцијацијата и од Академијата архитектонска. Значи, што е битно за Куманово? Затоа што од еден период каде што замре животот на асоцијацијата поради појавувањето на комората на овластени инженери и архитекти, преземањето на надлежностите во организација на архитектонското творештво, градбата, градежништвото, се најде еден момент за да се возобнови оделението во Куманово, кој што беше доста во изминат период активно, и можам слободно да ги споменам нашите драги колеги и да им одадеме на некој начин и почит за нивната активност, а кои се починати, дали архитект Александар Джартевски, дали Драган Страновски, Дзука кој што беше председател на асоцијацијата, Данчо, Дане и други ред архитекти, колеги кои што не се со нас, меѓутоа биле и се со нас во организација на ова изложба. И имаат свој допринос во функционирање на асоцијацијата на тло на општина Куманово на град Куманово. Значајното на ова изложба, која што е манифестација што се случува на 2 години, е одраз на творештвото на архитектите во Македонија, е возобновувањето на оделението на Асоцијацијата на архитекти на Македонија во Куманово, кое што било многу активно, кое што дало и председател на асоцијацијата на ниво на државата и било присутно целиот период како постоела асоцијација. Општинската организација на Црвен крст од Куманово вчера во периодот од 10 до 15 часот во соработка со Институтот за трансфузиона медицина реализираше крводарителска акција во општина Старо Нагоричане. Благодарение на хуманоста и одзивот на граѓаните беа реализирани 19 крводарувања, со што се даде значаен придонес во обезбедување на потребните крвни резерви, објави Црвен крст Куманово. Ракометарките на Куманово утре го пречекуваат составот на ЖРК Пелистер од Битола во рамки на 21-то коло од домашниот шампионат за дами. Од досега одиграните надпревари, Кумановки имаат 17 поени, кои им го обезбедија 4-то место, додека екипата на Пелистер е последна во табелата со само 6 поени. Утрешниот надпревар се игра во спортската сала на Средното општинско училиште Перо Наков од 19 часот и 30 минути. Влезот е слободен.
Министерството за внатрешни работи најави засилени контроли на брзината низ целата држава како дел од европска акција која ќе се спроведува во периодот од 13 до 19 април. Во рамки на акцијата денеска ќе се реализира 24-часовен маратон на брзина со непрекинати контроли низ целата територија на државата. Од Министерството за внатрешни работи посочуваат дека брзото возење останува една од главните причини за тешките сообраќајни незгоди, па преку ваквите активности се цели кон подигнување на свеста и промена на навиките кај возачите. Владата преку Министерството за транспорт реализираше набавка на 100 нови возила за потребите на Македонска пошта. Со новите возила АД Пошта ќе може побрзо, поефикасно и посигурно да ги доставува услугите до секој граѓанин, до секое населено место, до секоја компанија. Ќе се намалат трошоците за одржување, ќе се зголеми продуктивноста, а услугата ќе стане поквалитетна, објави премиерот Христијан Мицкоски.